Од Управата за јавни приходи со соопштение за работодавачите, оттаму информираат тие да поднесат барање за финансиска поддршка за исплата на плати кое е достапно на веб страницата на Управата за јавни приходи е-даноци. Врз основа на уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година за остварување на правото, работодавачот поднесува барање за финансиска поддршка за исплата на плати за април и мај 2020 за секој месец поединечно до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-даноци, а комплетноста на барањето го потврдува Управата за јавни приходи во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето. Начинот на пополнување на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април и мај 2020 е составен дел на барањето, односно е појаснет во упатството за пополнување, стои во соопштението на УЈАП. Министерството за труд и социјална политика пак ги известува корисниците на права на парична помош од социјална и детска заштита дека почнувајќи од понеделник 4 мај ќе се врши етапна исплата на паричната помош на шалтерите на банките по дефиниран редослед по азбучен ред според почетната буква од презимето и тоа 4 мај понеделник за презимиња од А до Д, 5 мај вторник за презимиња од Ѓ до Л, 6 мај среда за презимиње од Л до Р, 7 мај четврток исплата за презимиње од С до Ш. Министерството за труд и социјална политика укажува дека корисниците кои користат платежни картички поврзани со трансакцијската сметка на која се исплаќаат средствата ќе можат да ги подигнат на банкоматите во банките, да ги користат за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство, сметано од 4.5.2020. Етапната исплата на паричните права од социјална и детска заштита е направена со цел да се избегне метежот пред банките и да се овозможи поголема заштита на корисниците на овие права во услови на опасност од вирусот COVID-19. Сите кои ќе подигнуваат пари од банкомати или од филијалите и експозитурите на банките се должни да носат било каква форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и устата. Исто така, при чекање ред пред и внатре во банките треба да се запази минимум потребно растојание од најмалку 2 метра, стои во соопштението на Министерството за труд и социјална политика.